Точно на време и на вистинско место почнува првото од 9 последни продолженија на Фактор здравје за оваа 2020 година. Верувам и убеден сум дека и денеска повторно сте подготвени да ја примите првата доза на свежи информации денеска во Фактор здравје. Во името на тимот ве поздравувам и ви посакувам добре дојде и секако желба да имате успешен ден. Во овие предновогодишни услови, би рекол и атмосфера на исчекување на новата 2021 година, медицинската и посебно би рекол научната јавност во светот се фокусира на вакцинацијата против пандемијата со коронавирусот и заболувањето COVID-19. Во оваа прилика и денеска сакам да потсетам дека кон крајот на оваа работна седмица земјите од Европската унија веќе официјално ќе ја започнат вакцинацијата, а во контекст на примањето на вакцината на јавните личности како потврда на ефикасноста и пред се квалитетот и безбедноста е вакцинирањето вчерашно на израелскиот председател, како и денешното на новоизбраниот американски председател Џо Бајден. Во таа насока кон вакцинацијата и сето она што е актуелно со новите коронавирус вакцини, ќе зборуваме во едно од следните продолженија на Фактор здравје, а по оваа прва доза на информации ќе ви ја представам гостинката и темата кон која и вие сте добродојдени активно да учествувате преку ваши јавувања. Сува или продуктивна, ноќна или дневна, како и акутна и хронична, се само дел од поделбите и видовите на кашлица. Овој симптом би рекове се присутен и посебно изразен во овој период од годината со пандемијата од коронавирусот, ќе потсетам, но и од сезонскиот грип и другите алергени кои што може да предизвикаат искашлување или исфрлање на оние непотребни микроорганизми кои што се наоѓаат во делот на лицевата регија, како и во дишните патишта. Денешната тема кашлица ќе ви ја приближиме преку своето искуство пред се од фармацевскиот пулт, би рекол, и научниот аспект на магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Добро утро, добро дојдовте. Како сте? Што има ново кај вас? Одлично се чувствувам како и секогаш. Новости постојано има и тоа е она што како фармацевти за да можеме да ја дадеме нели соодветната услуга на нашите пациенти и клиенти, сите тие новости мора редовно да ги пратиме и следиме, затоа што верувате дека информираност е основа во секоја струка, па и во фармацијата. Да, и веднаш директно прашање, не секоја кашлица нели асоцира на коронавирус, да ги објасниме или веднаш да дадеме некои аспекти за денешната тема. Така, за жал, иако сега секој човек кој што кашла едноставно со предпазливост и внимание го гледаат сите луѓе кои што ќе се најдат во негова близина, верувајте дека не секоја кашлица е предизвикана од короната и токму еве преку оваа емисија би сакале малку да ја објасниме кашлицата, кога како треба да се реагира како симптом и зошто како симптом е оној кој што не предупредува за евентуални нели понатамошни влошување на здравствената состојба, меѓутоа секој благовремено нели третирање на ваквите симптоми завршуваат со позитивен резултат. Сигурно, благодарам уште еднаш за вашето присуство во името на ДНА Анифарм тимот, а вие по првата пауза за реклами ве поканувам да останете со Фактор здравје и да ни се придружите кон денешната тема, едноставно насловена кашлица. Интересот за ваше јавување и придружување денеска во живо кон Фактор здравје ви го нудиме од овој момент на 60919224 и 60919225. Потсетувам дека темата кашлица ќе продолжиме да ја разговараме и вам пред се со многу практични совети да ви ја доближиме преку разговорот со магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Бидејќи кажав јас на почетокот дека постојат многу типови на кашлица, што е она што според номенклатурата или според кои критериуми се делат на одреден тип и колку е честа, рековме дека во овој период сигурно многу, барем вие знаете од вашето искуство на рецептура. Така, како симптом е многу чест симптом, значи кашлицата. При тоа мора да напоменеме дека кашлицата е еден заштитен рефлекс на телото, затоа што се она што е неприродно во дишните патишта, значи преку рефлексот кашлица гледаме значи да го исфрлиме надвор, значи не само од бронхиолите, туку и од трахејата и од ларингсот. Заради тоа сметам дека кашлицата како симптом едноставно е некое предупредување, како што се предупредување голем број симптоми кои што ни се јавуваат,
меѓутоа ние како луѓе не секогаш брзо и навремено реагираме за да ги спречиме. Типовите на кашлица може да бидат, рековме, сува и продуктивна кашлица. Најчесто таа е основната поделба на кашлицата, затоа што од типот на кашлица зависи каков пристап приоритетно ќе имаме кон низиното третирање. Порано на пазарот многу почесто се користеа, значи синтетски произведените антитусици. Тоа се лекови кои што треба да го спречат кашлањето и делуваат врз централниот нервен систем, врз центарот за кашлица. Меѓутоа во денешната употреба антитусиците се препорачуваат и применуваат исклучиво кога дијагнозата е добро поставена и ја знаеме етиологијата на кашлицата. Значи причината. Причината, значи знаеме точно од што настанува кашлицата и дека токму таа сува иритирачка кашлица мораме преку централен нервен систем да делуваме и да ја спречиме, бидејќи едноставно ги пореметува сите основни физиолошки состојби и истовремено го оптеретува организмот. Меѓутоа, јас многу често сакам да кажам дека ние како фармацевти кога ќе дојдат пациентите на рецептура и да побараат одредена наша препорака, мора секогаш не само да видиме од каде потекнува кашлицата, значи дали пациентот има некоја акутна настинка, дали има секрет во носот, дали самата кашлица се јавува токму поради спуштањето, иритацијата на овој секрет кој што го прави спуштајќи се од горните во долните дишни патишта. Истовремено, значи, не само да ја третираме кашлицата како симптом, туку првенствено да ја третираме причината заради која што таа настанува. Заради тоа сметам дека треба да се направи една добра триажа, односно еден краток разговор со пациентот, да се види причината и соодветниот пристап. Многу често кога се третира една кашлица, а пациентот има симптоми на затнат нос, секрет во носот, значи не можеме да имаме ефект во третманот на кашлица ако пред се не ја прекинеме секрецијата во горните дишни патишта. И заради тоа сметам дека е најбитно во вакви моменти и ситуации, значи да се утврди етиологијата и причината. Имаме во ова време каде што зимски период, просториите се греат. Денес официјално почнува календарски зимата. Да, просториите се греат, многу често воздухот се суши, па токму овој сув воздух прави онаа сува иритирачки надразителна кашлица, кој што особено е многу непријатна во вечерните часови, кога луѓето треба да легнат да спијат и токму тогаш овој интензитет се зголемува кај сувата кашлица, која што повторно ќе речем, ако причината е сувиот воздух, доволно е некогаш да се стави одредена озонер или вапанозер или некој кој што доволно една чинија со вода во тополиот дел каде што ќе испарува таа течност и на некој начин ќе го влажни воздухот и ќе намали иритацијата на ларингсот, односно грлото, трахеите и на некој начин ќе ја спречи оваа иритирачка кашлица. Имаме моменти каде што алергиите се многу честа причина за појава на овој тип на сува иритирачка кашлица и тука повторно ларингитисот како состојба која што е повторно, ќе речам, предизвикано од одредени алергени, е еден начин како да ја препознаеме кашлицата и во кои моменти едноставно не можеме да ја третираме во домашни услови, поготово кај помалата популација. Заради тоа сметам дека родителите се оние кои што треба да ги препознаат брзо симптомите и да побараат стручна помош кај своите педијатри. И кај голем број од овие родители кои што го имаат хронично, значи почесто се јавува проблемот, значи со сува иритирачка алергиска кашлица, кај деца кои што појавуваат почести ларингити, дека едноставно она кучешко нападно кашлање кое што е без прекин, можеби никогаш трае и 2 до 3 минути и едноставно го исцрпува детето, дека мора соодветно да се третира. И во вакви ситуации не можеме да ја третираме само кашлицата, туку причинителот и во вакви моменти се даваат одредени антихистамини, односно препарати кои што треба да ја намалат алергиската реакција и колку можеме при тоа оној алерген кој што ја предизвикува состојбата на ларингит, значи да го намалиме во околината или во присуството на самиот пациент. И да не заборавиме, помалку не е важна, сигурно многу исклучително важна и кашлицата, така наречена пушачка, која што се јавува по станување, односно во утринските часови кај пушачите. Пушачката кашлица е повторно ќе кажам рефлекс заштитен на белодробието, каде што се оно што во текот на денот се складирало и се таложело во бронхиите, целиот оној катран и никотин, во утринските часови организмот има потреба да го искашла. Многу често кај пушачите
Овој секрет е многу густ, мукозен, тешко се искашлува и затоа од сабајле во утринските часови им се јавува таа нападна, интензивна кашлица која што продуктивна е, да, продуктивна е зашто секретот е сепак мукозен, густ секрет кој што треба да го исфрлат и кај овој тип на пациенти кои што ги имаат овој тип на утринска пушачка кашлица, мора да препорачаме одредени, бидејќи кај нив многу е тешко да речеме прекинете да пушите, значи пушењето е она кое што има континуирана навика, меѓутоа можеме да дадеме попатни совети. Поголем на течности, во одреден период од месецот да земаат барем 5 до 6 дни на одреден муколитик кој што ќе го разреди овој секрет и преку рефлексот на искашлување ќе го улесни искашлувањето. И кај овие пациенти многу често се јавува дури и со крвица. Значи, на самиот секрет кој што го исплукуваат, заради тоа што е честа надразителна кашлица, знае никогаш и да има, крвав исцедок кој што кај овие пациенти понекогаш и ствара паника, затоа што сметам дека е еден од симптомите кои што не треба секогаш да се игнорира, туку едноставно во дадени моменти да се направат и одредени дијагностички исследувања, бидејќи може да води кон сосема друга насока. Да, карциномот на белите дробови, карциномот на белите, така, карциномот на белите дробови е честа појава каде што се јавува токму вакво, секрет при искашлување, кој што е крвав секрет и кој што не треба во секој случај да се игнорира, меѓутоа не секогаш и да се гледа со голема паника. Да. Затоа сметам дека ние и докторите и фармацевтите, имаме малку одговорна функција кога станува збор за кашлицата, бидејќи знаеме дека таа се јавува и како пропратен симптом на голем број хронични состојби. Имаме пациенти кои што страдаат од хроничен синузит. Синузитисот е многу честа причина за појава на продуктивна кашлица. Пациентите велат: немам затнат, носот не ми тече, едноставно само ми се затнува во вечерните часови кога ќе легнам, а при тоа имам продуктивна кашлица каде што се сомневаме од каде потекнува таа. Меѓутоа, секретот во белите дробови кај оваа дијагноза хроничен синузит се случува поради тоа што дел од секретот, од горните дишни патишта сепак се слива во белодробието и повторно се јавува симптомот кашлица кој што треба како рефлекс да ги исчисти бронхиите од мукозниот секрет. Да, сакавте да дополните нешто слободно? Да, во секој случај реков дека секоја кашлица како кашлица не треба да се занимери. Да, треба да се рекува како симптом, меѓутоа секогаш треба да се најде причината зошто таа настанува. Да, и она што сакам да го поврзам со актуелниот коронавирус и пандемијата од COVID-19, рековме и ќе констатираме дека не секоја кашлица значи инфекција од овој вирус, но дали таа е различна ако направиме паралела со сезонскиот грип, кој што исто така е актуелен сега? Така. Најчесто кашлицата, сведоци сме ние дека почнува првенствено како сува кашлица, која што со текот на времето после некои 3 до 4 дена и поминува во продуктивна кашлица и е пропретен симптом и при настинка и при грип, инфлуенцата е исто причина кај некои пациенти да се јави кашлица, мал процент, меѓутоа имаме дел пропратен симптом, повторно ќе речам и од генетските и други предиспозиции кои што ги има пациентот. Заради тоа, кашлицата како да се третира во вакви ситуации и во која насока да се оди кон погледите дали треба да се сузбие кашлицата кога е таа во прв момент сува, или да се даде некој препарат кој што ќе го улесни искашлувањето. Повторно, тука треба да се направи една добра претпоставка што му е потребно на пациентот и заради тоа реков дека како фармацевти мора многу внимателно да ги даваме препаратите, сиропи кои што делуваат антитусички, што делуваат врз централниот нервен систем, заради тоа што не секогаш симптомот на кашлица смееме и треба да го прекинеме. Ако го прекинеме, она што треба да се исфрли од белодробието, ќе го дозволиме да малку хронично остане тука и да направи други компликации. Секогаш во овие периоди знаеме дека имаме можности за вирусни бактериски инфекции кои што се накалемуваат и токму ваква или комбинација од двете, да, како супер инфекција. Или комбинација од двете. И заради тоа кога ќе се усетат пациентите дека кашлицата, ствара градна болка, се чувствува свирење во градите, е континуирана долга кашлица која што едноставно пациентот чувствува дека има нешто да искашла, меѓутоа не може да го искашла секретот.
сепак мора да се направи еден детален лекарски преглед и да се види дали има потреба, нели, врз основа на крвната слика и соодветниот ишод да се внесе и одреден антибиотик во самата терапија. Заради тоа, границите до каде можеме, нели, да третираме ние фармацевтите со одредени додатоци во исхрана и каде пациентите мора да се јават на лекар, е многу често и интензитетот, симптомите кои што, нели, се јавуваат кај различниот тип на кашлица и пред се кај овие пациенти имаме пропратни други компликации. Нели, отежното дишење, кај некој рековме болки во градите, од континуирана истоштеност се јавува. Да, па и солзење чинам дека да. Солзењето на очите повторно, значи како поради самиот напор кој што не можење да дојде до здив пациентите, значи доаѓаат до, нели, други моменти кои што треба, нели, соодветно да се истретираат. Да, кратко потсетувам дека со магистер фармацевт Билјана Божиновска денеска во Фактор здравје зборуваме на тема кашлица и уште еднаш упатувам апел до вас и повик доколку имате интерес да поставите прашање или пак да споделите некое лично искуство, тоа да го направите на двата отворени телефонски броеви. И во овој прв дел од емисијата уште да направиме дистинкција или разлика кога акутната преминува во хронична кашлица. Секоја кашлица која што не соодветно се третира, може да премине од акутна во хронична кашлица. Ние сме сведоци дека многу често кога имаме одредена настинка или хронична состојба на хроничен синузит, знаеме третираната кашлица да трае дури и до 3 недели, додека целосно не се исчисти белодробието и што сепак се води како акутна кашлица, која што е малку со пролонгиран терапевски третман. Меѓутоа, секоја кашлица која што континуирано трае подолго, нели, од месец дена, верувајте дека треба малку посериозен пристап и токму кај овие пациенти може да дојде до понатамошни компликации и проблеми. Сведоци сме поради загадениот воздух за се почесни пациенти со хронични обструктивни болести, кои што токму најчесто ради несоодветниот третман и благовремено третирање со соодветната терапија се довеле од некоја акутна во хронична состојба на заболување и заради тоа треба точно да се препознаат и да се дијагностицираат состојбите на кашлица и правилно да се третираат. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Ќе направиме пауза за втората пауза за вториот блок реклами, пауза по која што ве поканувам да останете со Фактор здравје и да ни се придружите со ваши јавувања и присуство пред ТВ екраните. Со задоволство ви упатувам уште еден поздрав и добре дојде во вториот дел од Фактор здравје и денешната тема кашлица. Вашиот контакт и јавувањата со вас ги очекуваме на 60919224 и 60919225. Моја и ваша предса гостинка е магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во населбата Хром во Скопје и трговскиот центар Капитол исто така во Скопје. Кога зборуваме за кашлицата, многу важна категорија или оние кои што земаат хронична терапија ги споменавме, но лицата кои што имаат и коморбидитети или пропратни заболувања, исто така како симптом може да имаат кашлица. Тука алудирам на онаа категорија над 60-70 години. Да. Кашлицата не ги одминува никој, значи ни помалата, ни постарата популација. Или повозрасната. Повозрасната популација. Во секој случај, она кое што треба ние да го знаеме дека многу често се слуша на изговорот додека јадење се зборува. Токму е од причина што трахејата и хранопроводот, значи се контролира влезот на воздух и храна преку два различни, нели, дела во телото, меѓутоа тие се отвараат и затвараат со едно капаче кое што во основа додека човекот јаде, тогаш се отвара капачето од хранопроводот и храната треба преку хранопроводот да дојде во желудникот, меѓутоа ако моментот човекот кој што внесува храна истовремено зборува, знае, значи дел, значи од таа храна и содржина да отиде во душникот и повторно да предизвика еден рефлекс на кашлање со цел да се исфрли храната од дишните патишта. Заради тоа оваа состојба каде што функционалноста малку на тој капак кој што го контролира влезот на храната и влезот на воздухот,
не секогаш функционира. Знае кај постарите особи многу чести да се јави овој симптом на закашлување или внес на малку храна во дишните патишта, каде што кашлицата се јавува како рефлекс, не мора храна, може да и вода, да се јавува како рефлекс со цел да се заштитат бронхиите од вресна храна. Лицето е една многу непријатна состојба која што кај некој, ако се зависи од големината и парчето на храна која што влегува, да доведе, не дај Боже, и до задушување. Заради тоа, секогаш кога станува збор за кашлицата како симптом, мора да се види од која причина настанува. Пушачите се една категорија која што мора малку повеќе да внимаваат на овој симптом на кашлица, и кога станува збор за чистење на дишните патишта, за да се улесне нивното дишење и функционирање, ќе мора секако да внесуваат малку повеќе течности и да ги практикуваат па дури оние природни препарати, чај од бел слез, значи сируп од бел слез, кој што на некој начин самите слузи ги облучува дишните патишта и ја намалува иритацијата при симптомот на кашлање, а при тоа муколитиците од типот на различни цистеини го разредуваат секретот и го леснуваат искашлувањето. Бронхиите имаат, значи, на својот епител голем број на ситни влакнеца во своите бронхиоли, кои што преку симптомот на кашлање, значи, овозможуваат преку своето движење да го исфрлат полесно секретот, а кај пушачите токму функционалноста и подвижноста на овие цили е многу намалена, бидејќи се исталожени голем број катрани од самиот никотин плаки на овие бронхиоли и функцијата на цилиите е малку отежната. И заради тоа кај овој тип на пациенти мора понекогаш, значи, однадвор да се помогне во искашлувањето на секретот. Да, кажавте дека оние кои што имаат хронично заболување, кашлицата може да се јави како последица на таа состојба или болест, таа некогаш изолирано може да биде како симптом или како состојба разгледувана кашлицата. Најважна е причината. Кога веќе ќе се знае причината, како кон кашлицата се пристапува во однос на она продуктивна или онаа сува кашлица, односно акутна и хронична, што вие како фармацевти може да препорачате кај одредена популација? Так. Најчесто избор од наша страна се хербалните препарати, доколку се е кашлицата фатена на почеток и доколку имаме, например, сува кашлица, тука имаме избор на голем број препарати кои што во својот состав содржат екстракти од бел слез, темијан, екстракти од мед, значи природен производ бел слез, тегавецот е исто многу често присутен во сирупите кои што, значи, делуваат на оваа сува надразителна кашлица. Секако избираме во прв момент избор на некој природен производ кој што треба да го олесни симптомот на сува надразителна кашлица, меѓутоа секогаш со предупредување кон пациентите дека истата таа кашлица може после 3 до 4 дена да помине во продуктивна, и доколку тоа се случи, дека ќе мора да се смени препаратот кој што во моментот го земаат. Секако, симптомот многу често кај кашлицата настаната ради некоја вирусна инфекција, настинка во овие есенски периоди, рековме дека трае минимум недела дена, понекогаш и до 3 недели се договлекува, се зависно од самиот пациент, според мене, колку брзо сме реагирале, меѓутоа и какви се неговите животни навики. Кај пушачите, симптомите малку потешко се третираат и можеби и понекогаш и подолго од 3 недели ќе трае потребата да се целосно горе-доле исчистат белите дробови. А при тоа, од типот на препарати кои што содржат, односно што го разредуваат секретот, значи имаме повторно природни препарати, меѓутоа тука се и голем број цистеини, како што се ацетилцистеинот, карбоцистинот, кои што во облик на сирупи, шумечи, таблети, прашаци кои што се раствараат пред употреба, го делуваат на тој начин што ги го раскинуваат мукозните врски во густиот мукозен белодробен секрет и на тој начин го прават потечен и полесно да се исфрли од дишните патишта. Меѓутоа, практично кога ќе дадеме било каков препарат, мора да следува и одреден совет во однос на понатамушните навики. Кај ваквите пациенти мора да советуваме колку е можно внесена повеќе течности, за да и самите внесени производи имаат подобар ефект. И при тоа практично самите досетат кога веќе, не дај Боже, имаме влошување на состојбата, поготоа во кашлица пропратени со покачена температура
Едноставно ќе мора да се направат понатамошни исследувања, барем една крвна слика, С реактивен протеин да се види дали стана збор за некоја бактеријска и вирусна инфекција, бидејќи во тој случај матичните лекари треба да препишат соодветна понатамошна терапија која што е во нивниот домен на препис. Да, она што ми спровоцира една од фотографиите, кога ќе има некоја градна болка, исто така може да се јави кашлица и во тие моменти. Кашлица може да се јави кога има исто градна болка, заради тоа реков дека не секој симптоми, не секоја кашлица мора да ја игнорираме и дека има време да реагираме. Да се реагира. Меѓутоа, таа сува кашлица која што е јавена од градна болка е пропратена и со други симптоми. Најчесто е рефлексна болка и во задниот дел, значи на грбот, знае да имаме болка и во рамото и раката, значи трдење, така да тоа се веќе симптоми кои што едноставно треба добро да се препознаат и веднаш да се побара лекарска помош. Да, и уште една дигресија, односно паралела во однос на кашлицата и она рефлуксна, нагон кога имаме враќање на храната или она герб, стручно кажано, како симптом, односно како појава и симптом може да даде кашлицата во однос на и враќањето, но и како што рековте, тие како сфинктери, односно затворачи на храната и на воздухот кои што се можеби пореметени и треба да се побара тогаш и лекарско исследување. Рековме дека дишните патишта се осетливи не само на алергени, бактерии и вируси, туку се осетливи токму и на одредени кисели, базни супстанции кои што знаат да ги иритираат. Едно од таква е уствари со самото појава на езофагијален рефлукс, знае да дел од киселината која што се враќа во хранопроводот залетне и во белодробието кај постарите особи особено. И заради тоа кај овие пациенти кои што имаат ваков езофагијален рефлукс, посебно навечер се препорачува да не лежат хоризонтална позиција, туку сепак да бидат малку подисправени, за да се оневозможи токму заради незатварање добро на сфинктерот помеѓу хранопроводот и желудникот, да дел од оваа содржина и киселина која што се враќа во езофагосот, значи може да дојде и до дишните патишти и повторно да предизвика некоја иритирачка кашлица. Да, и уште еден момент кон кашлицата што сигурно придонесува за нејзино почесто, односно поретко појавување е и имунолошкиот систем. Колку имуниот одговор е соодветен на организмот во однос, како што рековте, на примање или одбивање на надворешните и алергени, но и сите оние микроорганизми со кои што секојдневно живееме и сме обкружени. Така, хронично обструктивната болест која што е честа појава, поготово во загадените градови, како што и Скопје за жал, и цела Македонија сигурно, цела Македонија е состојба која што бара хроничен третман. Значи кај нив се јавува еден воспалителен хроничен процес кој што за жал овие пациенти мора со одредени кортикопрепарати и спрееви да ја држат во контрола оваа состојба. И кај нив во вакви ситуации кога имаме дополнителна опасност од вирусни и бактериски инфекции, може и како да ја влуши состојбата. И заради тоа сметам дека токму оваа таргет група на пациенти треба особено внимателно да делува, поготово во овие есенски зимски периоди кога се почести настинките и вирусните инфекции, за да се заштити. Секој симптом и најмал симптом не сме да се игнорира, затоа што токму хроничната обструктивна болест е предизвикана и е дојдена во состојба на хроничност заради ненавременото третирање на симптоми. Да, и несоодветното сигурно дополнително. Несоодветното, така. Да. Уште еднаш потсетувам со магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во настелбата Хром и трговскиот центар Капитол од Скопје. Денеска зборуваме на тема кашлица и ви го приближуваме, би рекол, овој симптом со многу практични совети и пред се препораки во однос на тоа првенствено да не се игнорира кашлицата и доколку таа премине во хронична, дополнително лекарски да се исследува за да се најде причината за овој симптом. 60919224 и 60919225 уште малку се отворени за ваш интерес и прашања, а во контекст на денешната тема, бидејќи ги споменавме децата и ги споменавме најчесто горните дишни патишта кои што се афектирани и даваат како симптом кашлица, само една дигресија повторно би рекол или предупредување за младите родители, дечињата кои што цицаат или се на адаптирана формула и тие знаат малку да подкашлаат, или да вратат дел од храната, што е нормална појава. Да. По завршување на доењето или оброкот. Да, нормална појава и заради тоа сите ние како родители знаеме дека бебето после подојот или после внесот на адаптираното млеко треба да се исправи во вертикална позиција за да малку се уждригни да не дојде до враќање на содржината назад во хранопроводот, поготово додека се нормализираат и внесат во нормална функција сите делови во дигестивниот систем.
И она кое што кај малите деца е исто многу битно, што кај нив многу често симптомите знае многу брзо да прогредираат. Значи може од една мала настинка, слузење на носот, значи каде што педијатарот можеби во текот на денот направил контролен преглед, е само одредена мала ситна вирусна инфекција или нека блага настинка, посоветувано е да мајката има почести поди и обично даваат и препорачуваме и ние како фармацевти физиолошки раствор и редовно измивање на носето, бидејќи оваа мала популација малку имаме и ограничен избор што смееме и што не смееме да им дадеме и препорачаме. Имаме опасност зашто кај нив патот е многу краток и многу често знае преку ноќ нешто што било безазлено и немало никакви компликации да премине во бронхитис или бронхопнеумонија кај овие мали деца и истата ќе мора, нели, соодветно антибиотски да се третира. Заради тоа мајките треба кај овие деца точно да ги, нели, пратат советите на своите педиатри, на фармацевтите во однос на препораките кои што ги даваме и при тоа редовно да се, нели, чисти носето од создадениот секрет. Мајката е во голема предност доколку, нели, го користи мајчиното млеко, затоа што кај овој начин на давање на имунитет преку самото доење е многу битен момент кај новороденчињата и кај малите бебиња, затоа што на некој начин со честиот подој се овозможува да дел од тој секрет од носето тие заедно со млекото го проголтат, а потоа преку дигестивниот систем, нели, преку изметот да го исфрлат и не овозможуваат преку честото доење да тој секрет, нели, се слее постепено во белодробието. Така да препораките секако треба да се следат, да се внимава и секогаш повишината телесна температура, нели, да едноставно биде првиот сигнал кој што, нели, треба малку посериозен пристап во однос на третманот на било кој симптом, дали е тоа кашлица или секрет во носето. Важно е да се види која е причината, истата да се третира и при тоа соодветно да се пристапи кон третирање на симптомите. Да, и она што последно сакам да ве прашам, не помалку важно, се престојните новогодишни и божикни празници кои што се пред нас, период е на славење и во таа насока лицата кои што имаат некоја хронична болест, коморбидитети, значи пропратни заболувања, а меѓу нив и симптомот на кашлица, дали препорачувате или во кои услови да излегуваат, доколку еве и воздухот нормално констатиравме не е така пријатен и е нечист за дишење, дали кога се по терапија во однос на третирање на кашлицата, треба да се иритира или треба сепак да се одстане малку подолго дома за да се тоа се сузбие и помине? Треба да се остане дома затоа што во основа во зимскиве периоди рековме и дополнително загаденост на воздухот е таа што прави проблеми кај пациентите и заради тоа намалување на иритирачките агенции, истовремено намалување на можноста да дел преку кашлицата, колку и да носиме маски, понекогаш пренесиме дел од своето, нели, заболување. Верувајте дека треба да ги следиме овие моменти и како велам, сепак одредена изолација во домашни услови, практикување на лекарските и фармацевските совети води само кон успех на терапијата. Да, и пиење многу течности. И пиење многу течности. Да. На крај ви благодарам за гостувањето, ви посакувам секое добро во новата 2021 година лично вам, вашата фамилија и тимот во ДНА Анифарм. Ви благодарам за честитките и едноставно јас ќе се надоврзам, слушнав една многу интересна реклама доаѓајќи на во вашето студио, вели Дедо Мраз доаѓа во сечи дом да го донесе подарокот, каде што има, вика, чисто срце, убава мисла и чист воздух. Сигурно. Благодарам за оваа препорака, за вашата насмевка да биде на вашето лице и следната година. Секое добро и се гледаме во новото продолжение од Фактор Здравје. Благодарам за вашето внимание и пријатно до утре.